Владата на СДСМ не е реформска, туку е цензорска. Сведоци сме на почетокот на медиумскиот мрак на кој на дело се го спроведува новата северно-корејска влада на Република Македонија. Имено, вчера неколку македонски медиуми објавија дека раководни лица од владата селективно забраниле пристап на компјутерите на вработените до порталите Курир, Инфомакс, ТВ Нова и уште десетина други портали. Зоран Заев мисли дека ако се читаат само Плюс Инфо, Либертас, А1 ОН и останатите портали финансирани од СДСМ Сорос, тогаш ќе ги сокрие криминалните и деструктивни политики, а јавноста нема да знае за одбивањето да се укине радиодифузната такса, да се продолжи породилното или да се сработи било што е во корист на граѓаните. Скандалозно е само по себе цензурирањето на кое на дело го спроведува. Денес тоа е забрана во владата на Република Македонија. Утре тоа може да се однесува на сите институции и на крај да заврши за целосна забрана и нивно работење. Се уште се свежи сеќавањата за директните закани кои ги добиваа новинарите од овие медиуми, на кои им праќаа пораки дека ќе ги влечат по улица, на кои им кршеа простории и на кои директно, вербално, па дури и физички им се закануваа. Оваа северно-корејска матрица на работење на СДСМ и новата влада покажува дека тие само лицемерно зборуваа за демократија и отвореност кон критика, а всушност подготвени се на целосна ликвидација на медиумите кои објективно известуваа за нивната работа. Медиумите не смеат да бидат третирани како политички непријатели, а уште помалку да се ограничува нивното работење и пристапот на информации. Ова отвора сомнош дали владата на Зоран Заев во пресред на своите антидржавни потези кои планира да ги спроведе, има намера да ги замолчи медиумите кои не се согласуваат со нивната деструктивна политика. ВМРО-ДПМН бара сите новинарски и медиумски здруженија да ја осудат ваквата постапка на владата. Овој тоталитарен потек е спротивен на сите демократски и европски вредности.